Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Се надевам дека вечерва ќе ви биде пријатно, затоа што имам шармантен и пријатен гостин. Вечерва го имам како гостин во студио кандидатот за градоначалник на општина Кисела Вода, господјата Билјана Беличанец Алексич. Добро вечер. Добро вечер. Морам да признам дека ми е многу шармантно и многу им интересно да актер или човек од актерската фела, талент, вака и симпатична особа да кој ќе влезе во политика и навистина сте, морам да признам, најпријатното изненадување на овие локални избори. Навистина. Па ова мое мислење го делат и гледачите повеќето, еве и според реакциите кои ги имам по најавите на Facebook, многу комплименти до вас. Ви благодарам многу, им благодарам и на вашите фанови. Баш сум изненадена. Знаете, некако овие денови бидејќи посветена сум целосно на ова што го работам и можеби и не реално стигнуваат реакциите до мене или воопшто и не се ни занимавам за тоа какви се. Првите 2-3 дена имав прилика да ги видам кога излезе целата приказна како бум, онака вест, но стигнува полека, иако е предизборна, тоест изборна кампања, во трка сме, трчаме, работиме. Тоа е тоа. Одлично. Вака имам сега двојби од каде би стартувал со вас. Сепак вас ве знаат и ве перцепира пред се јавноста ве перцепира како актер. Имате бројни представи во театар, имате, но во последно време има една хит работа. Искрено да бидам, не ги следам турските серии, но вие сте толку популарна да дури не ве нарекуваат веќе по вашето име, туку ве перцепираат по името на ликовите кои веќе кои се толку страшно популарни. Па не знам, има некои вака интересни имиња од ликовите кои ги... Хурем. Како? Хурем. Хурем Султан, да. Да, тоа видов такви реакции, да. Нима и поинтересно. Бабл Султан, сега Бабл Султан. Бабл Султан. И има едно, како беше, Меур Су Султан. Што не разбирам? Меур е газирано, Су е вода, Меур Су Кисела вода Султан. Меур Су Султан. Да. И денеска едно вистина. Ова не сум го знал. Да сите се за раке, само Беличане се за кисела вода. Да. Има такви шеги. Еве ви минерална, нема проблем. Исто ве исперцепира, ви скопа дека на времето не ми текна мене, јас се сетив на една легендарна серија од 80-тите години каде вие 90-тите двојчи. Пардон. Здраво генијалци. Здраво генијалци. Да. Да, со Владимир Талевски. Со Владимир Талевски, кој па исто така кандидат за градоначалник на Битола. Битола. Него веќе му трет мандат, да. Многу шармантно, искрено да ви кажам. Сосема случајно, а можеби не е ништо случајно, знаете. Ја не верувам во случајности. Јас не верувам во случајност. Во универзумот, иако седело е некако рандом, ама... Се е некако одозгора пишано, најверојатно. Ај, кажете ми малку како созре оваа идеја кај вас? Изненадени се повеќето од луѓето од вашиот ангажман во политиката, бидејќи тоа е еден предизвик, еден друг свет кој бара поинаков пристап, поинакви работи. Ај малце за околу таа еволуција. Искрено да ви кажам, мене ми е многу пријатно, затоа што ја уште кога Шварценегер го видов како гувернер на Калифорнија, рекам, ова е тоа. Што фалеше на United States of America кога Роналд Реган ја презема? Мислам дека актерите имаат доволно капацитет да проникнат во суштината на работите, за да можат да ја истераат како што треба. Јас сум ти благодарна, тоест сум ви благодарна за тоа што вака го толкувате се во ова, затоа што можеби на почетокот и на Facebook имаше такви реакции од каде сега актер може да биде градоначалник или како ќе се снајде во такво нешто. Ке почнам од почеток, може, малку ке се навратам. Баш ми интересира. Јас сум дипломирана на 20 години, Јанко. Значи, и веднаш се вработив во Прилепскиот театар. Во тоа време немаше вработување во Скопје, во некој од скопските театри, и си замина во Прилеп, затоа што основната идеја беше, кога веќе дипломирав и кога 100% знаев дека единствено со тоа сакам да се занимавам во тој период, џабе ми беше мене дипломата да ми виси на ѕид у рамена, мојата професија бара пракса. И си замина во Прилепскиот театар, ниф им недостасуваше млада актерка.
3 години, значи, кариерата ја градев, 3 години стартував со кариерата во Прилеп и потоа, иако морам да кажам, татко ми е прилепчанец, моето семејство, значи, има корени од Прилеп. Таму имам дел од семејството, значи, поблиско семејство, се уште во Прилеп. А татко ти е исто позната фаца, Симон Беличанец, Симон еден од Беличанец, најмаркантните гласови грла во Македонија. Дефинитивно нема човек кој не го знае од македонското радио, па особено. Поздрав до него, специјален се знаеме. И, но за одлуката за одењето во Прилеп, ниту тој, ниту пак мајка ми знае. Значи, јас одлуката на своја рака ја донесов, затоа што сакав да работам. Мислам, имав потреба да работам, имав потреба таа креативна енергија во тие години, на 20 години, потреба за докажување, потреба за самоистражување, потреба за самопотврдување. А нашата професија бара пракса. И кога човек ќе се втурне свесно во оган, сакал или не, ќе мора да се бори за да исплива угоре. За таквата одлука имав одредени реакции дома, нормално, но јас реков, без разлика како ќе се одвива целата приказна, јас ќе работам пред се професијата која сакам и пред се ќе се занимавам со тоа што го сакам, независно дали е во Скопје, дали е во Прилеп или Велес или Штип. А ако треба да дојдам и ако сум доволно квалитетна, за мене ќе се чуе и ќе ме побараат сами. Апсолутно се согласувам. Добар Затоа став. што јас, ова се случува 94-та година, значи, тогаш дипломирав. Јас и уште во тоа време сметав, иако бев млада урбана скопска девојка, значи од нашето време по истите места сме се среќавале. Така е. Јас сметав дека не мора Скопје да е центарот на збиднувањето, посебно на културното збиднување. Нашата држава за 2,5 сата може да ја извозиме. Значи, некој ако е заинтересиран и некој ако е љубител на театарот, не гледав причина зашто не би запалил автомобил и да дојде вечерта на премиера и во Прилепскиот театар, па да види една млада актерка што направила во некоја насловна улога. Значи, ако некои луѓе по светските метрополи можат 2 часа во самиот град да патуваат од дома до своето работно место, јас не гледав причина зошто некој не би се закренал од Скопје да дојде во Прилеп на премиера. За тие 3 години додека бев таму, нам тоа не беше пракса, така си ги посетувавме колегите во Струмица, во Велес, во Штип. Значи, тоа е тоа. Со макотрпна работа, со навистина макотрпна работа тие 3 години, со можеби едно 15 улоги реализирани во тој период за еден ансамбл од 13 души, и ако јас успеав во тоа време Прилеп да го раздвижам како град, ако се почувствува и во самиот град едно освежување дека дојде на една скопска актерка, млада актерка која има потреба да работи. И тоа темпо на работа, таа лична моја потреба за работа го почувствува и моите колеги во Прилепскиот театар. И знаете, кога ќе почувствувате дека повлекувате една цела машина позади себе. Со такви резултати со кои бев за 3 години, дојде поканата за да се вратам во Скопје. Значи, некој човек кога си има одредена цел, одреден пат по кој ќе си тргне, ќе си стаса до таму. Дали порано или подоцна, дали направо или ќе кружи, или ќе врти, или по потрнливиот пат, или по полесниот пат, секој некако ќе си дојде до целта. Јас тогаш го одбрав потрнливиот пат. Сега ќе продолжам понатаму, дојдов во Драмски театар, значи не стартував како почетник актер, значи со главни улоги веднаш влегов во Драмскиот театар и може да кажам дека изминативе 17 години бев еден од столбовите на Драмскиот театар со носечки улоги. Тука нормално следуваа многу награди. Имав среќа да ја добијам првата меѓународна награда во тоа време после распаѓањето на Југославија. Нашето прво излегување со Драмски театар во Сараево на МЕС фестивалот беше практично првата меѓународна награда во театарот во Македонија. Така што, знаете како после 20 години работа, упорно, и секое ново дело, секоја нова улога дадена, ми била предизвик како и на самиот почеток, со истот ентузијазам, со истата посветеност, со истата одговорност, затоа што изложувањето пред аудиториум секоја вечер
е како да излегуваш пред големата судница. И аплаузот многу говори. Така што јас имав среќа, а тоа не е среќа, најверојатно тоа е наградата, тоа е најголемата награда, да играм во представи кои се најпосетени, да играм во представи за кои секогаш се барало карта повеќе, да играм во представи каде што носам и насловни улоги, кои доживуваат по 150, 160, 170 изведби. Ете, и во моментот кога дојде ваква понуда, и таа не е случајна, предпоставувам. И самиот премиер, председателот на ВМРО, господинот Никола Груевски, на свечената промоција во неделата, кога свечено не промовираше како кандидати за градоначалници, практично го даде своето образложение, кој бил принципот за да се донесе одлука за новите кандидати за градоначалници. На каков начин сме биле толкувани, да не речам посматрани, или сигурно се занимавале со нас за да видат, да го видат нашиот историјат, нашиот начин, нашиот принцип на действување, нашата посветеност, нашата одговорност. А што се однесува до чувството на одговорност, тука можам слободно, повторно ќе се навратам на татко ми, со оглед на тоа како сум растена и воспитувана покрај човек кој исклучително чувство на одговорност, практично и мене како дете ми го наметна, затоа што вашата работа е пак во секунди. Татко ми велеше: Билјана, мене не ми се мерат минутите, мене ми се мерат секундите. Јас треба во 5 часот наутро да речам добро утро. Кажете ми, кога се случи тоа, кога ја добивте оваа понуда да бидете кандидат за градоначалник на кисела вода од редовите на ВМРО-ДПМН? Колку, или ќе чекаме ова некои години да поминат, па во некој автобиографски? Да, ќе го обелоденам, да. Секако, тоа беше процес. Тоа не беше од денес за утре, нели? Беше процес, секако за да се донесе една таква крупна одлука, да се Колку излезе. време ви требаше? Зрееше тоа? Сосема доволно, со оглед на моите години. Значи, имам 39 години. Значи, јас имав доволно период за да си ги премерам прво собствените сили, внатрешни како личност, дали би се нафатила на таква одговорна задача. Затоа што покрај тоа што е чест, пред се е одговорност. Да се разбереме, јас како одговорна сопруга и мајка си го носам теретот на својот грб, но во случајов се нафатив да бидам одговорна за можеби 70 илјади жители. Како реагираа вашите, семејството најблиско, сопругот, децата? Предпоставувам дека и со нив разговаравте за... Секако да, и со родителите, и со сопругот. Децата се малечки, мислам, не се многу мали, но не се ни доволно големи за да, иако и тие ме охрабруваат. Нормално. Секако ќе ве видат на плакати, ќе ве гледат на рекламни спотови и ќе прашаат сигурно што е работава. Ме гледат, со тоа што јас не сакам да ги инволвирам во целава приказна, затоа што апсолутно се согласувам дека децата треба да си ги оставам настрана од целава оваа приказна. Имате ли поддршка? Имам, апсолутно, да. Со самото тоа што не ме гледаат, сигурно им недостасувам и кога ќе се приберам ноќе, тие се веќе заспани. Можам само да ги бакнам додека спијат. Но на сабајле рано упорно станувам за да си ги облечам за на училиште и да им посакам убав ден. А имам инаку од сопругот апсолутно поддршка и од моите родители. Значи, пред да донесам таква одлука, седнав и со нив да разговарам. Мажот ми рече, познавајќи те, Билјана, со какава енергија си и колку можеш. Значи, кај мене часови ме недостасувале во денот, например, за да сето она што си го зацртала како агенда во текот на денот. И често пати се случувало да посакувам денот да трае барем 36 сата за да стасам сето тоа што јас сум си го зацртала. Знаете, јас сум околу 10 години во оваа работа. Јас нема факултет за ова, нели? Доаѓаш некако, ќе ти излезе, ќе те понесе патот, ќе дојде некоја понуда, ќе ја прифатиш и ќе видиш дека нешто ти се случува. Она што го имам исперцепирано, бидејќи некако мојава емисија се исполитизира заради својата популарност, е дека нема факултет за
Нема родени политичари, нема факултет за политичари. Има одлука на човек кој ќе сака да стане политичар. Така да не можеме едноставно, ја не можам да разберам од каде би. Кој е тоа што тебе ќе те направи политичар, освен желбата и посветеноста, а и пред се одговорноста. Па искрено да бидам со овие ваши размислувања, бидејќи јас сум имал стотици гости политичари и тоа од највисок ранг, ретко кој вака продлабочено си ги перцепира работите. Ја не знам кои се нивните внатрешни мотиви, но они многу ретко зборат. Вие сепак зборите и за внатрешни мотиви ваши, што ми е па мене интересно, затоа што прво актер сте, нели? Второ сте лице кое предизвикува внимание, а трето ме интересира затоа што актерите имаат храброст да зборат поотворено од политичарите. Политичарот знае да калкулира, а актерите знаат да бидат поискрени. Мене ми е многу поважно тоа, затоа мене не ме интересира дали сте актер или сте правник или сте електрофакултет. Мене ме интересира што човек сте, затоа и ве покани. Знаете што, Јанко, јас ќе бидам најсреќна ако успеам да си го задржам личното чувство внатрешно дека јас и не сум политичар. Ме разбирате, во цела оваа приказна јас сакам да партиципирам како граѓанин. Апсолутно. Затоа што овде се работи за мојата граѓанска заедница, за мојата општина во која живеам јас. Значи, јас дојдена сум во таа општина, инаку сум центарско дете. Дојдена сум како стана... Центар и кисела вода е... Дај, ве молам. Господјо Билјана, центар и кисела вода не треба да се диференцираат, апсолутно никако. Но сакам да кажам, дојдена сум во таа населба, значи јас сум таму на 12 години. И како еден креативен човек, нели, возејќи се и циркулирајќи низ градов, а бидејќи живеам динамично од едно место на друго место, значи од Драмски театар па до една телевизија, па до друга телевизија сум одела за синхронизација, па не знам, ваму ќе одиш во студио да снимиш реклама, таму ќе одиш во студио, па имаш ваму настап, таму настап, значи... А по пазарите идевте? Идам, да. А по маркетите идевте? Сегде идам. А со кеси влечевте кеси по тротоарите? Да се разбереме, ја не сум од оние актерки кои... Значи ги знаете улиците на вашето мало, на вашата населба? Да. И не сум од оние актерки кои живееле позади зидините. Значи јас сум свесна каде живеам, нити пак имав, да кажеме, такви услови за да се оградам од секојдневието. Ја првото малско дуќанче кај мене во населба, по влечки, како и секој обичен човек, си одам за да си пазарам. Ме разбирате, но... Вајда не по пењуар. По пењуар не, но по тренерки да. Мислам, да кажеме... Господјо Беличенец, мене ми е поентава сега на разговорот, сакам да воведам, нели, имавме убав вовед, нели, пријатно да се опуштиме и така натаму. Општина Кисела вода е навистина голема општина и иако де факто е центар кој е населба поделен на центар и кисела вода, таа населба од една страна многу се развива, од друга страна има страшни проблеми. Предпоставувам денојуве сте на терен и се сретнувате со луѓе. Дали сте свесни дека се нафаќате за работа која најмалку ќе бара политика, туку најмногу ќе бара менаџирање со секојдневицата, проблемите и потребите на граѓаните. Како тоа го перцепирате? Затоа што ова е многу сериозна тема, затоа што луѓето имаат многу сериозни проблеми. Сакам да го слушнам вашето размислување и да донесеме заклучок. Зошто да ги повикаме граѓаните да гласаат за Билјана Величенец? Зошто мислите дека вие можете да направите разлика во вашата Ви благодарам општина? прво за тоа што вака го насочувате разговорот, дека многу помалку политика отколку добро менаџирање. Покрај доброто менаџирање треба и да си има добра визија. Креативна визија во смисла, знаете што, на само неколку стотици метри е разликата од центар. И кога Па тоа го говорам така, со и кога ќе се потенцирам. возите со возило, се чувствува драстична разлика кога ќе преминете од рампа натака, кога ќе затерате навнатре на кисела вода. Што е таа разлика? Што чувствувате? Има. Што? Голема разлика има. Од еден висок сјај влагате во една фактичка состојба.
Влагате во фактичка состојба која сплетна околности, годините си го има направено своето. Значи се работи за една од најстарите општини. На времењата била многу поголема, со отцепувањето на, да кажеме, аеродром, Сопиште, местното население сега се води по последната статистика 58.000 и нешто се, но неофицијално со луѓе кои живеат под кирија или луѓе што се водат на друга лична карта, на друго место со лична карта, а живеат во кисела вода, се околу 70.000 жители. Сега, специфична е по самата структура, затоа што има урбан дел, има индустријска зона и има рурален дел. Знаете, тоа се три различни области кои имаат три различни темпа на развивање и три сосема различни потреби. Одејќи на терен и соочувајќи се со конкретните проблеми со местното население, практично согледуваш дека оние што се во урбаната средина имаат сосема поинаква потреба и поинакви проблеми од оние што се во руралната. А да не зборуваме за индустријската зона. Јас конкретно што се однесува до индустријската зона... Сакате да ми кажете дека вака ова перцепирајќи ги овие работи, бидејќи еве и за мене е ново интересно. Никој вака не го издефинирал согледувањето на општината. Во суштина, колку ве разбирам, сите трие сегмента имаат различни потреби. Дали тие различни потреби и тоа различно темпо на развој едноставно доаѓа во колизија едно со друго? Потребата на индустријата наспроти граѓаните, наспроти руралниот дел, урбаниот дел спрема руралниот? Тоа е најважно, да се најде Што? да се најде начинот на кој сите три подеднакво ќе бидат стимулирани, подеднакво би биле во сите три подеднакво би се вложувало, но секој на свој начин ќе си носи во буџетот, во касата на општината. Иако клучното решение што се однесува до касата на самата општина, јас го гледам во индустријската зона и донесувањето на деталниот урбанистички план во самата индустријска зона. Добро. Што е вашата визија за таму? Мојата визија е пред се отворено да кажам дека општината, доколку нормално дојдам на тоа место како градоначалник на општина Кисела вода, пред се сакам да кажам дека општината ќе биде максимално отворена за соработка. И општината ќе биде таа која покрај тоа што ќе се нуди отворено за соработка, ќе биде таа која ќе се погрижи инфраструктурно да ги обезбеди условите на идните инвеститори за да може да дојде да инвестира. Сметате дека има потенцијал Кисела вода за нови инвестиции? Како не? Таму има многу земјиште кое чека. Ме разбирате? Има и знам, значи овие денови имав средба со Сојузот на стопански комори. Така. Веќе имав една средба како мала увертира за исто ова да го нагласам дека доколку од 25 дојдам на градоначалничкото место, апсолутно ќе барам и ќе очекувам од нив соработка и ќе биде максимално отворена пред се да ги слушнам нивните потреби и нивните забелешки. А тоа ќе значи и отварање, евентуално инвестирање, ќе значи отварање на нови работни места, значи јас тука го гледам како местното население би се го згрижила со вработување. Има таква потреба? Ви го барате? А како не? Апсолутно дека има потреба. Значи, она што јас како градоначалник, доколку ги обезбедам условите за одреден инвеститор да дојде во индустријската зона, иако ќе бидам јас како градоначалник таја која ќе бара од инвеститорот барем 70% од вработените да ги опфаќа моето местно население. А секако тука не гледам причини зошто не би било така, кога би било во прилог и на самиот газда, да речеме, тука ќе му биде местното население. Ќе му биде лесно расположливо. Во тој контекст општината ќе биде таа која ќе се заложи да го најде соодветниот кадар, да речеме, кој ќе биде неопходен. Конкретно ако се работи некој погон, ако се отвара некој погон, мине фабрика или не знам, складиште одредено. Колку ви е ова желба, визија, колку ви е по ваше мислење реалност дека може да се Апсолутно е реално, треба да се има добар тим. Значи, ако секако околу себе ќе си соберам паметни луѓе. Убедени. Ајде да ве прашам, да ја парафразирам за да ме разбере и публиката онак.
Убедени ли сте дека можете да донесете фабрика, да отворите се, зборам, не мора тоа да биде фабрика обржаци и да чада. Зборам да отворите, да се отворат погони за нови работни места, конкретно. Значи, Дали имате... Јас не можам да тврдам дека сум убедена, но јас можам да кажам дека факт вчера дека имав состанок со Сојузот на стопанските комори и вие гледате луѓе кои се расположени да соработуваат и вие гледате луѓе кои сакаат да дојдат во општината и да работат. Но кажуваат одредени замерки, ми укажаа на одредени нешта кои треба самата општина да ги коригира. А што е тоа? Па, да речеме, административните. Сепак тоа е поприлично голема општина, има поприлично вработени, но да кажеме можеби начинот на кој досега самата општина работела било може по некој застарен систем, застарен принцип. Значи реорганизација на системот на работење. Или полесно вадење дозволи, такви работи, за тоа значи зборим. апсолутно. Тоа што ќе инсистирам јас како градоначелник за општината за да биде брза и функционална, тоа е тоа. Вработените ќе мора да действуваат побрзо. Ќе мора да действуваат во дослух на потребите и барањата на тој од спротива, дали е инвеститор или дали е граѓанин кој сака да си го легализира земјиштето или куќата која се има изградено, да кажеме, нас и законот не обврзува. Рековте дека има многу дека проучувајќи наоѓате на многу земјиште кое е поволно, погодно за изградба на нови капацитети, на нови објекти и така. Не само во индустријската зона. Земете го Расадник. Сега со поставката Расадник стои. Што ќе биде со него? Со поставката на денационализација веќе се знае кој чиво е земјиште. Ние подхитно сега, значи се чекало да се донесе генералниот урбанистички план, значи тој е донесен, па по донесувањето на генералниот урбанистички план се донесува деталниот урбанистички план, тоа што е работа на општината. Што е вашата визија за Расадник? Еве, тоа е можеме да кажеме епицентарот на кисела вода. Па, погледнете ги другите општини. Погледнете го аеродром. Нови згради, нови паркови. Тука секако морам да ги испочитувам интересите на инвеститорите. Јас не можам да изградам, да барам да се гради некаков објект кој не би бил доходовен затоа што е инвеститор. Значи по нештата на логиката одиме, така? Да, ако идеме по таа логика, навистина идеално место би било да се направи урбана населба во стилот на аеродром и така натаму, така сега високо ќе урбана. зборувам од позиција на граѓанин, ќе зборувам од позиција на жител во таа општина. Но што прави? Да, добро, Ќе ми дозволите за да го подкрепам се во ова што го говорам, за да го подкрепам со граѓанско гледање на нештата. Значи ако сум жител на таа општина допред скоро време, допред извесен период, ние моравме да запалиме возило за да дојдеме некаде поблизу до центар за да купиме месо. Значи и јас сум палела кола за да појдам да купам месо. Или игла и конец. Ме разбирате, кај нас нема трговски центри? Кај нас нема плоштад? Кај нас немаме. Значи, освен во населба Драчево. Так. Да кажеме. Но општината сама нема плоштад. Ние не можеме да се собереме поголема група на граѓани и да речеме да се случи еден хепенинг. Да се случи, не знам, да се случи некој концерт, да се случи некоја јавна манифестација. Тако ние нешто немаме. Такви некои работи кои го даваат духот на општината, сјајот на општината, недостасуваат. Да, недостасува, да, кисела вода во право сте, нема еден центар, некаков незин значи, кај нас местното население пали возило за децата да ги прошета низ аеродром. Или пали возило за да дојде до центар или за да појде до Карпош за да направи шопинг. Друг трговски. Да. А да, потребите се веќе поинакви. Не е тоа еден веќе трговски центар па за потребите на пола држава. Во секој случај... Но голема населба е сега, ако земам да ги редам, Црниче, Пржино, Пинтија, Стаклара, Усије, Градинар. Леле, Стаклара, ја спомнавте, срце ме здоболе за такви упропастени објекти кои беа некогаш... Јас сега доаѓам од Усије, баш пред емисијава, значи имав блиска средба со населението од Усије. И што ви морам да ги поздравам. Што разговарате? Кажете, ме интересира. Замислете, мислам, Јанко станува зборов, 21 век сме, луѓето немаат канализација. Значи, јас не сакам, значи, и вака да се разбереме. Ја не ветувам ништо и ниф им реков. Можам да го ветам само она што ми е ставено во програмата.
Во програмата барав да се стави она што реално гледаме можност дека ќе се реализира. Значи, кажав дека не смеам ништо да ставам во програмата што нема да можам да го реализирам. Одредени проекти се поддржани од владата на Република Македонија и ресорните министерства. Одредени проекти се во надлежност на градот Скопје. Така. Голем дел се на самата општина. Да кажеме, тука е инфраструктурата, тука се реконструирање на улици, осветлување, одржување на училишта, градинки, изградба на спортски објекти, игралишта, детски игралишта, анимирање на хортикултура, зелен простор, зелена површина, донесување на вода, водовод, канализација, одвод. Ние зборуваме за канализација И водовод. и зборуваме за електрична енергија. Се уште во нашата општина. Ќе го правите ли тоа? Јас со сета сила ќе се впрегнам и сите позади мене. Дали ви е во програмата? Да. Сега, одредени места, нормално треба да се направат проект, предлог, планови, да видиме тоа колку би чинело, како би чинело, но во самата програма се што е ставено со Прилично амбициозна ви е програмата. Не ми е во однос на другите мои колеги, мојата и не е толку амбициозна, затоа што јас реков дека нема потреба да се стават тековни работи кои се подразбираат. Мислам, одржување на осветлување по улиците, тоа се подразбира дека е тоа е секој. Не сакате таков пиар да си правите и да мислам, комуницирате така? Не, не. Како другите колеги што го прават? Не, напротив, не сакам никого да критикувам, но тоа за мене се подразбира дека уличното осветлување дека е во наша надлежност на општината и дека Ама јас свртев 2-3 куга и низ кисела вода. Имате проблем таму? Не асфалтирани има. банкини, не асфалтирани улици. Има. И тоа зборам главни улици. За главните улици Главните улици повеќе, но има да речеме, има проблем со атмосферска канализација. Значи, видете, Овие се стручни работи. Вие ќе треба и тим да има. Апсолутно, да. Сега ќе ви кажам. Јас им реков на местното население на неколку места каде што ми бараат да ми викаат зошто уличка овде да ни се асфалтира или овде да ни се асфалтира. Водовод имате? Канализација имате? Немаме канализација. Па нема да ви асфалтирам улицата се додека не го решиме проблемот со канализација. Да, ќе треба да го кршиме асфалтот. Сега да ставам асфалт овдека и после наново да копам, ако сакате така плукни залепи колку да се замачка, но тоа не е трајно решавање на проблемот. Ме разбирате, Јанко? Ние имаме проблем со дивоградби кои се сега во процес на легализација. Лесно е да се гради кога се гради плански и кога однапред се предвидува и канализација, и одвод, и довод, и електрика, и струја. Но на веќе постоечкото, изграденото, тоа се има претежно се дивоградби. Зборите од кај Пинтија на кај Сонја. Да. Сонја не, но Пинтија, Усие, Градинар, има одреден дел и во населба Драчево, Таму село Драчево. со децени е дозволено да се гради анархично, да се гради кој како сака. Па не било анархично, може би да не го употребуваме тој термин, секој си се снаоѓал, си правил дом. Так. Еве така ќе го. Јас на таков начин му приоѓам. Значи секој се обидувал да си направи покрив над главата. Благодарение нели на владата и донесувањето на законот 1 евро по квадрат со легализација, сега на сите им е овозможено тоа. Факт е дека, да кажеме, имаме поплаки или не поплаки, него замерки од страна на местното население дека некако процесот и бавно се одвива што се однесува до самата општина. Веќе тука смислив начин како сето тоа како постапка би го забрзале во смисла затоа што поприлично старо местно население има во општината и луѓето се закреваат од мобилни екипи во сами местни заедници. Ние од општината ќе си појдеме во местна заедница и ќе си најавам дека општината со градоначалникот наредните недела дена од понеделник до петок обслужува во местна заедница таа и таа. Секој со предметот, со бројчето да си дојде конкретно да си праша до каде му е
процесот и кој документ му недостасува, зошто му недостасува, предмет по предмет. Она што е до општината, секако не катастар, не Она што е до во општината, вашите но ингеренции. во случајов да речеме и катастерот, ако го повикаме да ни излезе во пресред, да кажеме 2 службени лица, ќе побараме да дојдат со нас во нашата мобилна екипа за да дојде до местната заедница. Ќе дојдат? А зашто не би дошле? А и тоа сте во право. И така треба. Оштро. Ама не гледам зашто не би дошле. Па добро, не знам, Јас, може би не например, име принципна работа, може би. Ама видете сега, ако јас може би имам, еве за овие, ќе имам може би право да наметнам некој свој собствен принцип на функционирање на нешто. Граѓаните не... Па знаете што, јас не сум бирократски настроена. Јас не знам на фотелја да седам, пошто јас сум човек од акција и мене лично многу поверодостојно ми е кога ќе одам на лице место и кога ќе се соочам со граѓаните, не како документ да ми стаса допис или потреба или изјава за нешто, него сакам да појдем на лице место и да ги видам луѓето. Дека функционираат Да ги видам со луѓето и да службените. слушнам што е тоа што ни недостасува. Е тогаш јас ќе си појдам во моите служби и ќе кажам утре таму и таму, тоа и тоа. Или ќе си го соберам тимот, или ќе си ги соберам надлежните и одговорните по сектори, ќе направиме состанок и ќе завземеме стратегија како да се действува. Имаат потреба од такво нешто граѓаните? Секој граѓанин има потреба од такво нешто. Добро, мислам, баш вака на терен да им идете, да го правите тоа. Тоа значи дека... Во медицината има брза помош, што действува на терен. До таму ли ја дојде на господја За некои Беличевец? ситуации, па тоа годините си го... Да се разбереме, Јанко, стара е населбата, стара е. Има натрупано, мислам, едно со друго, кои си биле поврзани не ради друго, ради донесување на закони од виши инстанции. Сега се чекало да се донесе закон за легализација. Еве, конечно се донесе, се усвои, значи, влезена е во постапка, луѓето веќе почнуваат да си ги легализираат. Значи, тоа е нешто што постои. Се чекало генерален урбанистички план, тоа е веќе донесен. Ова ви е све од програмата што го кажувате или ова ви се вашите согледувања и сега едноставно вашата инспирација за... Ова се само општите работи. Во програмата има конкретни работи. Мислам, Уште не ги спомнавме конкретните работи, да речеме за конкретни Ако држите се до општите. Држите се уште до општите. Сакам да си проговорам за Цветан Димов. Ќе збориме за тоа. Сакам да си проговорам за културниот дом во село Драчево. Сакам да проговорам и за спортската сала Расадник. Мислам, имам и конкретни. Драго ми е. Полека со динамиката, ќе направиме една кратка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Повторно во живо од студиото на Јади Бурек на Сител 3. Господјо Беличенец, влегуваме све во пожешките теми за вашата општина за која се кандидирате. Гледам дека искрено имате навистина желба и енергија и темперамент. Искрено да ви кажам дека се забележува, се чувствува веќе се и такви реакциите на граѓаните. Морам само неколку технички работи да им кажам дека емисијата ќе биде ставена уште утре до пред 12 часот, ќе биде ставена на YouTube каналот на Јади Бурек Тројка, значи ќе можете да ја прегледнете репризата. Што се однесува, стигнаа многу конкретни прашања од граѓаните. Значи буквално како да сте на терен, но повеќето од овие работи што во меѓувреме стигнале веќе и ги спомнувате, затоа единствено ми останува ова. Ако бидете избрани, ако ви ја добиете довербата од граѓаните, ќе дојдете гостин овде, ќе ви давам некој период на адаптација и ќе збориме улица за улица, дел по дел, куќа по куќа, граѓаните да се јавуваат и да ги кажуваат тие проблеми. Ја за некои ваши колеги имаат доблест да дојдат и да се соочат. Мислам дека имате и вие и дека ќе бидете доблесни и дека ќе направиме такви отворени емисии каде конкретно ќе се обидеме да им помогнеме на граѓаните. Ќе бидеме на должност. Браво.
Тоа ќе Не ми биде- прифаќаат сите искрено Тоа да ви ќе ми кажам. биде должност да си правам отчет на сработеното или ако некаде се затаило, зошто се затаило, ќе морам да одговорам на прашањето. Имам само уште една јавно да го артикулирам овој проблем од свештеник од црквата Свети Ѓорѓе, во чија близина се наоѓа и Центарот за наркозависници. На вистина една непријатна ситуација и за верниците кои идат таму, и за граѓаните кои живеат таму. Доаѓаат луѓе кои имаат тежок проблем, некои едноставно и реагираат и прават како што прават. Постои ли некаква идеја или да ви нафрлам сега некое размислување, се едно, не мора да ми Може одговорите, да ви одговорам, не имам конкретен затоа што да, што значи, може тука да се Тоа е направи? една од погорчливите Многу работи горчливи. во нашата општина. Да. За среќа ќе се реши. Стварно? Да. Браво, па ми изненадивте. А и ја многу Разговарав и со министерот со ресорното министерство, значи инсистирав за овој проблем конечно да се реши за дислокација на Центарот за зависници. Пак со сета почит и кон тие граѓани, но сметав дека не е должна општина Кисела Вода да ги прибира сите, од сите општини. Значи, сметам дека секоја општина треба да се грижи за своите. Или И тоа е добар принцип. Така да си секоја општина дисперзирани да, да па се. ќе нема толкава концентрација Апсолутно. на така, добро? Мислам дека веќе и зависниците кои се од чаир веќе се префрлени својата терапија да ја земаат некаде во кругот на самата клиника, значи. Со оглед на тоа што и јас честопати си одам во таа црква и сум била сведок на одредена непријатна гледка на игли и шприцеви. Објектот ќе го искористиме, општина Кисела Вода, освен поликлиниката во населба Драчево, ние немаме поликлиника. Немате. Немаме. Моите деца, јас ги носам на вакцина во аеродром. Во Јанен Сандански, Да. Поликлиниката, Или добро. одат во пролече, или старото местно население за да си извади рецепта оди во железничка амбуланта или во Млин Балкан. Добро. И Значи, Министерство за здравство се нафати едната варијанта е да биде пренамена на самиот објект во поликлиника или да се најде соодветно место каде што би се изградила поликлиника. Но дека Центарот за зависници ќе биде дислоциран, тоа ми е потврдено од Министерот за здравство. браво, одлично, одлично. О, многу ме израдува затоа што сепак тоа се луѓе на кои им треба помош, но мораме да мислиме и за оние граѓани, и за верниците, и за жителите, и за сите, нели, да дојде еден еквилибриум, една хармонија во населбата. Браво, конечно некој нешто да каже, Јас мислам искрено дека ви кажувам, свештеникот ќе биде пресреќен кога ќе слушне. Одамна ме замоли да го актуализирам да проблемот. речеме, многу повеќе се радувам затоа што конечно општина Кисела Вода ќе добие поликлиника. Да не мора да си ги вакцинираме децата. Знаете, сме се соочувале со непријатни ситуации во 2-3 ноќе дете ти дига температура. Треба да одам да земам упут од аеродром за да стасам до клиника или не знам до разбирате, има некако не било соодветно решено, така што конечно ете ќе добиеме поликлиника. Баш на едно соодветно место. Таман објектот може да се искористи со реконструкција, со доградба, со адаптирање на просторот, да. Останува само да му дишете во врат на Министерот за здравство. Значи јас кога вчера или завчера се сретнав со него на кратко и веќе се договоривме, здравје Боже, после 25-ти, веќе си имам изборено за кај одредени министри да си закажам состанок. Она што е во доменот на ресорните министри. Тука ќе се повикам и на министерот за култура, Елизабета Канчевска-Милевска, и ќе ги поздравам жителите во село Драчево. Значи, тие имаат веќе постои еден културен дом кој би сакала да дојдете, Јанко, да видите во каква состојба е. Тоа е изградено на времињата со пари на жителите. Така? Такви државни објекти на времињата се градеа со наши пари, не? Така?
Но времето си го има направено своето. Тој се распаѓа, буквално. А замислете, тука им е сместено ниматичното. Тука се случуваат венчавки, а кровот е цел се распаѓа. И тука им врне. Значи, Министерката за култура веќе во недела ќе дојде на увид. Таа се нафати, значи со поддршка на Министерство за култура и самата општина ќе биде реконструиран културниот дом во Драчево, така што Во што ќе биде реконструиран? Исто културен дом ќе биде, но со одветен културен дом. Значи тука во моментот Што може таму да има како Има- културен дом? Значи, Добро, ние си матично тука за венчавање ќе остане, ќе биде Ќе си попристојно. има сала, да. Што друго? Значи, тие имаат активно си имаат културно-уметничко друштво Китка, кое веќе 50 на години обстојува. Значи, Не сум знал, да, и јас од поодамна, значи Ги познавате. Ги познавам, да. И се активни и надвор одржавава по фестивали и имав прилика на едно од пробите да им бидам, значи и во такви услови тие се упорни и работат. И во такви услови тие постигнуваат резултати. И сега вака, ај пак од човечка гледна точка, од граѓанска, затоа што јас многу сакам да ги толкувам нештата од граѓанска гледна точка, како граѓанин. Ставите се Јанко во нивна ситуација. Тоа е село. Значи селски автобуси се, кога ќе падне снег, зиме, например, или во студените денови. Што да правиме со децата од 5 или 6 годишна возраст до 15 години? Тие деца треба некаде да се анимираат. Треба својата енергија да ја реализираат. Треба својата креативна енергија некаде да ја реализираат. Културниот дом е место каде што ќе си се збираат. И сега, ако има подрумска просторија, може да си се оформи бенд па да си вежбаат, да речеме. Литературна секција, драмска секција, ликовна секција, значи тие се желни за такво нешто. Мислите дека тоа, знаете како, ја не знам, добро, малце и ја имам изгубено тач со времето. Не ви е тоа out of date, out of time, дека такви секции се потребни? Може би е потребно, не знам, кино, не знам, библиотека. Сега имено. Тоа сакав да кажам. Во сега постоечката Баш ме интересира, не кажете ми ова што го повторите ми го дека навистина го барат. Само дозволете ми да докажам. Во постоечката состојба каква што е со Домот на култура во моментов во село Драчево, до него има залепен објект кој се водело на времињата како киносала. Кино. Он имале и кино. Значи, со тек на времето, не знам како припаѓа на градски кина сега веќе не постои, не знам дали постои, но затоа и ја повикав практично Министерката за култура за да дојде да види дека постои и веќе сала, таму има сала која може да ги задоволи потребите и за јавно презентирање, не знам, на културно-уметничкото друштво и за представа театарска да се одиграт, да се донесат гости, да речеме, и да се користи и како киносала за местното население, па макар да има и еднаш или два пати неделно проекција. Ме разбирате? Значи не мора да е со некој, но дистанцата помеѓу населба Драчево и село Драчево тие се многу блиску. Значи јас тука гледам користење на Домот на култура и од страна на населението од населба Драчево. Ме разбирате? Така што таков еден културен дом исто би сакала да имаме и подолу ваму во урбаната средина. Значи веќе постои едно како кино на времињата што било. Да. И таа зградичка така стои. Може Која е таа зграда? Каде е таа? Тоа е практично позади расадник. Тоа е баш во кисела вода тука. Кој може да прерасне со Таму не е реконструкција. базенот некаде? Базенот е кај расадник спортската сала. Добро. Ова е позади кога возиш од Мечкаров лево. Подобро ја знаете на селбата. Добро, се извинувам. Добро ја знам, да. Но има, значи веќе постои објект како кино на времињата што било, кој може да се со реконструкција и проширување и надградување, доградување било, не знам, предвидувано можеби тука да се смести општинската зграда, да се направи нова општинска зграда, да се исели општината од овие бараки, но можеби ќе најдам друго клучно решение што се однесува до општинска зграда. За сега не размислувам за тоа, затоа што
онаму каде што ни се бараките од самата општина, тоа е едно од најсигурните општински земјишта кои ќе си ги чувам како џокер. Имате една болна точка во населбата, остатоците од кои не се и ваша ингеренција, но сигурно стои тоа се зградите Антигона, остатоците од Фиком. Се распрашав ја за тоа, тука немам никакви ингеренции, нити имам некаква надлежност по тоа прашање, но знам исто имам решение. Таа грдосија некако така да не зјае, ќе спуштаме на челична завеса. И ќе ја игнорирам. И таа челична завеса ќе ја искористам некако како или креативно капче, или како место за некоја голема компанија да си се рекламира, па од тие пари да ми се полни касата. Ајде Цветан Димов. Значи за програмата за Видите, ова се веќе конкретни, ова се конкретни објекти за кои веќе говориме, а кои се влезени во програмата. Значи од рампата почнеме. Од рампата, фабриката Цветан Димов исто една горчилива гледка за жал на сам влез во општината. Што е идејата таму? Таму е идејата да се направи едно репрезентативно објект од широк карактер, плоштад. Јас сакам да има плоштад. Ќе видиме. Значи, би сакала да ги зачувам дел од остатоците од самата фабрика, затоа што таа е една од првите фабрики и сведочи за некоја индустрија во некое време. Па може би и оној фронтален дел, самиот влез на фабриката, би го искористила да остане како една оставштина од едно време, но да се реконструира и од тука натаму еден плоштад убав. Како капија кон плоштадот да биде. Да, евентуално. Тоа е општинско земјиште? Па мислам до некаде, може би и се има појавено собственикот, но во случајов министерот за транспорт и врски рече дека ќе застане позади тој објект. Значи нема да се Тоест Министерството за транспорт и врски. Значи нема според деталниот урбанистички план што е предвидено таму? Не знам. Така да според некој детален урбанистички план. Знаете како Јас се извинувам, добро. Значи идејата е да го племените тој простор и апсолутно на сам влез на општина. Тоа ќе биде малку подобар вака впечаток за самата општина и едно место. Сега да продолжиме понатаму. Добро. Од десната страна, кај што е економското училиште, да кажеме, тука има проблем со сообраќајот. Многу. Да. Јас имам една идеја, сега во зависности од потребите на местното население, значи јас сепак кога пред да донесам било каква одлука, ќе си го викнам местното население, значи исклучиво вака ќе работам. Прво ќе си Мал референдум? Прво ќе си ги соберам, за да си разговарам, за да видам кои се нивните потреби и така и градена практично програмата. Собирано е информации со месеци назад што е неопходно од граѓаните. И тоа се ставени во приоритетните листи. Значи, секоја местна заедница, практично и сега кога одиме веќе втор пат по терен, во секоја местна заедница ги прашувам што ви е приоритет. Да речеме, тука конкретно треба да се изорганизира протокот на сообраќајот, обезбедување на паркинг простори, затоа што е закрачено. Тука ќе си се донесат сервисни служби кои тоа ќе си го разгледа на каков начин ќе биде, можеби ќе биде еднонасочно. Знам дека можеби населението едно време ќе негодува, ќе се буни или слично, но како и сите ние, со тек на време ќе се навикнеме од безбедносни причини, затоа што кога е промена на смена на децата во средното училиште, река од деца. Знам, седми учител. Ете, видите. И нормално тука има санации на одредени дупки по улиците со текот на време. Завршени ли се сите инфраструктурни таму? Можете ли да ги направите тие улици? Да. Мислам, веќе зградите се направени. Да. Очигледно е дека тоа... И таму треба да се донесе детален урбанистички план повнатре во тој дел. Значи има заинтересирани луѓе кои сакаат своите куќи да ги... Така. Дадат на инвеститори да се градат поголеми објекти, стамбени и така натаму. И тоа е логично. Би сакала, например, да поразговараме за Црниче, Пржино.
Да. Кажете ми сега веќе кога сме тука, само да ве потпрашам. Имате ли некаков план со училиштето, со средното училиште? Средното училиште не влегува во надлежност на општината. Тоа е во надлежност на градот. Значи, градинките и основните училишта, да. А средното училиште не. Средно училиште е на ниво на град. Црниче, сакавте Црниче, повелете. Па добро, со оглед на тоа што знаеме, ние сме од тие времења, знаеме Црниче и Пражино за какви населби важеа на времињата. Но исто таму се текна време, времето си го има направено своето, одевме по самите улици, ги прошетавме, видовме што им недостасува. Што? Па тие се на неколку метра од сам центар, на 100, 200, 300 метри од центар. На времињата важеле како за елитни населби. Знаете, но сега е останато старо местно население. Конкретно да речеме во Пражино имаат проблем, немаат аптека, немаат, например, наплатни пунктови, тоа се возрастни луѓе кои треба да се симнуваат до град за да немаат банки, немаат експозитури на банки, немаат банкомати, да кажеме. Во потрага сме по општинско земјиште, а веќе имаме лоцирано едно место каде што може да се донесе инвеститор или преку јавно-приватно партнерство да се реши тој проблем, да се изгради еден објект од јавен карактер, како мини трговски центар, во кој би се сместила и местната заедница. Значи, ние се уште имаме местни заедници и ќе ги задржам тие како такви, затоа што мене лично ќе ми требаат тие како пунктови, каде што би можела и од тука да работиме. Конкретно за таа местна заедница, ако се усредоточиме, сега се работат проблемите на таа местна заедница, тука ќе ни бидат канцеларии. Да, рековте, тоа е многу интересен пристап. Тоа е практична, мислам, од практична гледна точка. Не мора да се канцелариски. Денеска имаме лаптопи, Да, било каде да се било каде можеш да се логираш, било каде можеш да функционираш. Добро, фала Богу, некој ги капира малку да работиме. И во склоп на тоа, да кажеме, тука би дошла просторија за пензионерите, не смеам да ги заборавам, значи тие имаат потреба од такви катчиња каде што ќе можат да се собираат, да си играат шах, нели, да се анимираат меѓу себе. Конкретно што се однесува до Пражино. Пражино има и друг проблем, санации и реконструкции на одредени улици и дупки кои времето си го направиле свое, осветлувањето им е слабо, електричното осветлување. Секако и тука ќе треба да се донесе детален урбанистички план, да се дефинира доколку имаат потреба или сакаат да си доведат инвеститор на својата куќа, да кажеме, да се усогласиме во која висина да им одат зградите, затоа што факт е дека тука има веќе стара канализација која диктира и сама одредени услови. Ако било предвидено да биде куќа со 4-члено семејство или да речеме 6-члено семејство и предвидено било колку пати флеш да се направи, нели? И ако тука никне зграда со 30 стана, нормално е дека фекалијата некаде ќе избива угоре. Ми изненадувате дека ги перцепирате овие работи. Не, ова беше доста интересно. Ја пак велам, ве поканив да го чујам вашиот план, или барем дел од планот. Ние секако немаме време за секој детал од населбата, но најкрупните работи, но пријатно ми изненадува, морам да признам дека говорите за теми за кои, нели, вашите противници, скептици и се сомневаат дека ќе можете и да ги исперцепирате, дека да, што има врска со една актерка, како може да она сега да разбира. А и викам ја во себе, нема да те дрочам, нема да те прашувам за фина канализациони цевки, очигледно ти гледам очигледно вие почнувате и уште нестапнати веќе да ја перцепирате оваа работа, дури и од стручен аспект, што мене ми остава симпатичен впечаток, а мислам дека граѓаните ќе си донесат самите одлука на ден на гласање дали актерката Билјана има капацитет и можности да ги реши. Ништо не сме помалку интелигентни од некој друг профил на професија, мислам. Ако ја би се прашала, ја би ве ставил на сите места. Не е важно. Не, мислам да речеме, скептицизмот од таа гледна точка
Знаете што, луѓето се навикнати, мислат, некој можеби мисли дека сме само учени да говориме туги реплики. Не. Значи, кога се гради еден лик кој е имагинарен, за да го оживееш, за да биде веродостоен на сцена, значи, и како поминуваш време со анализа и бавење со психологија и тоа е да конструираш лик, да конструираш жив човек да направиш. Знам дека кај актерите е дрога едноставно тоа навлегување и истражување во вселената на туѓите умови и духови. Овдека е во реалниот свет, значи истата таа посветеност, истата таа енергија на истражување и на детално анализирање и на детално посветување, на согледување преку лупа до најситно, истиот пристап, истиот принцип. Ако го задржам, нормално е дека ќе се има. Дали се плашите дека може да се загуби големата слика и идењето во премногу детали? Сепак градоначалник, вие ќе треба да имате тим кој ќе треба да ви ги собира, да ви ги перципира. Нели? Вака. Ова е сега акумулирање на фактичката состојба. И јас сум таа, и јас бев таа, и јас ќе бидам таа која ќе бара да појде на лице место и да го види тоа. Затоа што моите очи најдобро перципираат за мене. Моите уши најдобро перципираат за мене кога ќе ве слушнам што ми говорите и зошто сте толку гневен или зошто сте разочаран или зошто сте среќен ако општината ви излегла во пресрет дека тука треба да има едно детско катче, дека дечињата нема каде да се играат. Сме изнашле општинско место. Не бара тоа некоја голема квадратура за да може да се стават да се облагороди просторот, да се стават 2-3 клупи, канделабри, да се стават љуѓашки и играчки за да може децата каде да го врват времето. Значи, лично јас ќе бидам таја која ќе работи од терен. Да, секако дека ќе имам тимови и експерти ќе ми бидат мощни и неопходни за секој своето да си го разработи и за да дојдеме до решение, но јас ќе бидам таа најверојатно која ќе го наметнува темпото. Ајде да продолжиме понатаму со програмата. Интересно ми е искрено да слушам за другите големи проекти. Да кажеме за Расадник спортската сала. Добро. Значи преку јавно-приватно партнерство, колку и да звучи вака неостварливо, за мене е остварливо и гледам дека има расположение, би сакала од сала да премине во спортски центар. Спортски центар што подразбира, значи повеќе гранки на спортот да бидат опфатени покрај тоа салата, значи има можност да се надгради, може да се направи куглана, пинг-понг сала, не знам, сквош на крајот на криштата. Може би може да се направи и една дискотека за ролерки. Она што го нема, она што оддамна го има по светот. Јас уште 80-тите години. Чекај, нели помина времето на ролер диско? Не, зашто? Па зиме нема каде ролачите да ролаат кога ќе заврне. А не ми текнало никогаш на ролер Јас сум била 80-тите години во дискотека за ролшули на времењата во Германија и во Франција и во Париз, уште од времењата ги имам. Слушај, ова би било навистина, господјо Биличенец, предизвик да го видам диско ролер диско, а сме го гледале само на е логично да размислуваме. Колку месеци во годината кај нас... Не, сега веќе ја замислувам ќерка ми до терена, веќе на низините ролери, бидејќи она само преку лето. На времењата ние имавме клизалиште на отворено, нели? За 100 денари, 100 динари влагавме за време на зимски распусти, рентавме клизалки и ролер диско се возевме. Ми се допаѓа идејава. Па тоа, здравје Боже, ако никне во Расадник еден убав трговски центар, не гледам зошто долу во подрумот на крајот на криштата на инвеститорот би модело во прилог. Имате ли некои од проективе со конкретни датуми, например? Сите се со конкретни датуми. Сите се со конкретни датуми и тоа граѓаните... Конкретен датум, тоа значи дека и реално, ако дојдете, вие го остварувате тоа? Да. Значи, да се разбереме, програмата е работена со експерти и со тим.
Така, не сте работеле само вие на ваша жена. Програмата е работена во дослух и со владата на Република Македонија, веќе напоменав, со ресорните министерства, со градот Скопје, со експерти од градот Скопје, каде што практично и тие си го кажуваат реалната слика колку, како, до кога. Со Коце Трајановски заврши голема работа за општината со проширувањето на булеварот Првомајска и даде една убава динамика и протокот на сообраќај е многу помалку стресен. Тоа беше едно навистина тесно грло, сега сосема е поинаку. Дали ова проширување сега пак ќе бара другите тесни грла кои се појавуваат? Велите, пак сакам да се навратам на она што го велите. Имате неасфалтирани улици и то кои се спојуваат директно на Првомајска, но не сакате да ги направите затоа што да ги асфалтирате, затоа што треба затоа што е потребно првин да се направи водоводна, атмосферска канализација. Има конкретни места кои што имаат проблем со канализација. Значи јас вечерва доаѓам од Усие и луѓето имаат проблем со канализација во Усијанскиот канал, им се прелеваат фекалиите и таму е, предпоставам, како што и самото местно население кажува, во летните денови е неподносливо да се седи. Но Усијанскиот канал е канал кој го поврзува и Лисиче и општина Аеродром. Најверојатно во некое догледно време ќе треба, ако станам градоначалник, ќе треба со колегата Ивица Коневски да седнеме заедно да седнеме да го решиме тој проблем. Колку е ургентно тоа? Зошто не е во програмата, например? Имате ли таква перцепција? Може би да се работи за некој превид? Тоа е многу ургентно од оваа гледна точка, од гледната точка на граѓаните. Како не е во 21 век, сигурно дека е ургентно. Но зошто не е ставено во програмата? Затоа што треба да се изготви проект план за да се премери силата финансиска, моќноста на финансиите. Но со оглед на тоа што местното население е расположено и само да партиципира, имам планови, не би сакала се да обелоденам, значи кажете ми, еве кога ги спомнавте финансирањето на општината, што перцепирате? Како е тоа? Задоволни ли сте од средствата? Она што го планирате како помош од централната власт и така натаму? Планирате ли тука измени некои во самофинансирање на општината? Во моментов јас не можам да говорам за тоа, затоа што и не ја знам фактичката состојба. Значи, нити имам пристап, нити имам... Добро. Значи, не можам да говорам за тоа, но факт е дека она што ќе биде целисходно на општината е легализацијата на куќите на местното население. Дел нели од средствата остануваат во општината, дел оди во буџетот на Република Македонија. Со донесувањето на деталниот урбанистички план во индустријската зона, сигурно кога би дошол некој инвеститор, тој ќе си плати комунали и така. На таков начин доаѓа и самата општина до одредени средства. И сега тука има разни нели донации, грантови за тоа потоа. Што друго ви се поплаките од граѓаните? Не бевте само во Усија. Деноеве, додека го договаравме интервјуто, постојано бевте меѓу луѓе, едва и се слушавме кога можевте, постојано бевте на терен. Да. Што ви говорат граѓаните? Значи, согледавме нешто од тоа што вие исперцепиравте, но ме интересира, еве покрај ова што ви го кажа, што друго се жалат? Што е она што ги боли? Не знам. Има места, да речеме, каде што напонот на струја е многу мал. Имате улици каде што воопшто нема струја. Навистина? Да. Тоа е фактичка состојба. Зошто? Како тоа ќе треба да се испита? Значи, можеби затоа што се дивоградби, можеби затоа што ЕВН не е информирано, или можеби затоа што треба да се најде општинско место каде што би се изградил трансформатор за да се појача струјата. Конкретно тој проблем, да речеме, го имаат и Црничи и Пражино. Така што тоа се тековни работи кои, здравје Боже, од 25 натака, кои се во дослух со
кажеме, ева на конкретно што се однесува до струјата, значи ние ќе бидеме како општина иницијатори или ќе посредуваме меѓу граѓаните и Евен, ние како општина ќе посредуваме да си испратат своја екипа да направи увид на местото на настанот и да кажат од кои причини, зошто и како е тука напонот слаб и какво е решението кој тие го нудат. Бидејќи сте дел од ВМРО ДПМН и нивни кандидат, они имаат неколку големи проекти низ Македонија. Дали ќе партиципирате и вие во нив, како например изградбата на преку 130-45 спортски сали и слично? Да, тука значи со директорот на Агенцијата за млади и спорт веќе имав остварено ова средба. Апсолутно е расположено во случајов да се посвети конкретно на нашата општина и во таа насока имам повеќе такви проекти каде што ќе има реконструкција на одредени веќе постоечки игралишта, до анимирање на одредени постоечки игралишта, некои ќе бидат наново, да речеме, или некои ќе бидат ново изградени или во склоп на училиштето, конкретно во населба Драчево, имаме од самата Агенција за млади и спорт влага во таа програма, не знам колку се тениски игралишта, значи се изборивме за едно тениско игралиште да добиеме и ние. Други игралишта, други нешта? Ќе има, значи во програмата ги има. Има многу. Имаме, да речеме, училишта кои се, јас бев изненадена, кои се со огромна површина и самите училишта и можеби немаат средства за да си го одржуваат просторот. И самите училишта се желни за да... А ние пак пустите бараме општинско земјиште, така што такви спортски игралишта, повеќе наменски, каде што би можело да се игра и баскет, и не знам, ракомет и одбојка на отворено, во склоп на училиштата ќе влезат. Имате ли поплаки за загадувањето, конкретно за цементарница и слично? За тоа не би говорела во моментот. Добро. Мислам, дали имате поплаки од... За такво нешто морам со факти да... Не, зборам, дали ви се... Добро, на страна, да го парафразирам. Дали граѓаните Има, например, се бунат за диви депонии. Да кажем, има диви депонии на одредени места, јас ги согледав, каде што и самото население се буни, затоа што ноќе во ниедно време некој доаѓа, не знаеме од каде доаѓа, но доаѓа и тука истура ѓубре, да кажеме. Еден од клучните зборови во оваа кампања, во овие избори, не само кај вас зборам, кај вашите противници, не конкретно и само за кисела вода, туку и од опозицијата и така натаму, еден од главните зборови кои се споменува е гасификација. Станува многу популарно откако успеа Македонија да фати приклучок кон Јужниот ток, кој е неминовен и кој е се појасно дека ќе се случи. Дали општина Кисела вода, дали вие имате нешто во план за тоа? Можете ли нешто поконкретно да ни кажете? Тоа не е во кажете? надлежност на општината, тоа значи дај Боже да ни се случи гасификација. Тоа е ингеренција во надлежност на државата. Значи, кога ќе се случи гасификација за сите, ќе се случи и за нас. Апсолутно ќе биде олеснителна околност и за местното население, а секако и во она индустријска зона, да речеме, инвеститорите или идните инвеститори, секако ќе им биде многу поисплатливо со газ да се топлат, отколку со струја или нафта во моментов како што е. Значи, веќе имав средби со одредени директори на одредени фабрики кои се во таа зона. Ги слушнав и нивните поплаки, колку одлив на средства имаат за загревање на објектите. За гасификацијата и за гасоводот не можам да зборувам, мислам не можам да тврдам и не можам да решам да, ќе го решам кога не е во моја надлежност, ме разбирате? Тоа е во надлежност на државата. И дај Боже да ни се случи во овој мандат. Ако добиете довербата, што ќе биде за 4 години? Што очекувате вие да видите за себе кога ќе се свртите како дело во Кисела вода? Дај Боже, ова што го пишува овде, да го реализирам, затоа што јас реков не ветувам ништо што нема да можам да го направам.
Значи, доаѓаат и поплаки, и идеи од одредени граѓани, од одредено местно население, кое јас во старт се оградувам и викам, јас ова не можам да ви ветам дека ќе го направам, затоа што не е во надлежност на општина Кисела Вода. Во надлежност е на градот Скопје, или да речеме во надлежност е на владата, или во надлежност на одредено министерство. Јас само можам да ветам дека ќе бидам упорна и досадна. Значи, ќе бидам упорна и досадна во комуникацијата со централната власт, значи, по секоја цена да бидам примена, по секоја цена да ни се посвети внимание, по секоја цена да дојдеме до средства или до решение на конкретниот проблем. Ете, тоа можам да ветам. Можам да ветам дека ќе бидам упорна, можам да ветам дека ќе бидам максимално посветена на ова што ќе се завземам, здравје Боже, на 25 доколку дојдам до местото, ќе се завземам за ова да си го реализирам заедно со својот тим. Ќе направиме уште една кратка пауза. Имам уште неколку интересни прашања кои знам дека ги интересираат гледачите. Повторно во живо од студиото на Јади Бурек на Сител 3. Господјо Величенес, еве, слушнавме дел од програмата. Она што мене најмногу ми интересираше да ве видам природно во живо, не како актер, туку како човек кој се бори за правата на граѓаните. Впрочем, вие треба да бидете репрезент на своите граѓани. И се надевам дека оваа динамика ќе ја задржите, ако го добиете довербата, ќе ја задржите и наредните 4 години и конечно да видам и многу позадоволни граѓани од Кисела Вода. Тоа е една работа. Но, морам да прашам затоа што ова ми е од тетка ми, од баба ми и така натаму. Што е со ликовите, што ќе биде со ликовите кои ги глумите, а кои се толку врзани за нашите популарните ликови? Значи, вие ги поземувате гласот на... Сега веќе само на една серија. На една серија. Која серија е таа? На Величествениот. Величествениот. Што ќе биде со Величествениот сега? Со Величествениот не знам што ќе биде. Хурем најверојатно се уште ќе си владе со него. Нема врска. Значи, го испитавме и тоа. Правно како, значи, не смеам да се занимавам со ништо што ќе носи додатен приход, но како волонтер, да. Да? Така што... Ќе го поземувате гласот и на тоа? Сигурно ќе најдам 2 часа во неделата за да можам да ги покрием тие 2 епизоди. Така. Уште колку тоа ќе трае? Па тоа трае, бидејќи таму се уште се снима. Колешката Сабина Ајрула веќе надолго снима таму. И се уште е таму. Значи се откажувате од приходите и на доброволна основа ќе продолжите со тоа? И исто што се однесува до театарот. Да? Тука, како ќе го преживеете Боже, тоа? ако поминам на изборите како што посакуваме, си разговарав со директорите на Драмски театар и на нивно драго срце и драга волја и на драга волја на верните гледачи и посетители во Драмскиот театар, тековниот репертоар кој се уште во моментов, значи имам замена, пошто кај нас е тоа и пракса да си имаме алтернација, не дал Господ ако актер се разболи или не знам, отиде на трудничко боледување, инаку како јас ги родив двете деца. И тогаш имав 7. Штркот ви ги донесе? И тогаш имав 7 представи на репертоар. Штркот ви ги донесе? Штркот. Вие не затруднувате актерките, не? Во зелка ги наоѓате децата? Но кај мене не се осети тој вакуум простор на абстинирање од сцената, така што тековниот репертоар, оние тековни представи, сигурно нема да имам време, можеби да се занимавам со нови проекти, да влегувам во нови представи, да работам нови улоги, но генетика на кучињата и мене ќе ми биде мерак барем еднаш месечно да си одиграм Сара или Греф или Шприцер. Ќе можете и тоа? Или Македонија во последните македонци. Па навечер моето време, да кажеме, административно можеби ќе ми дозволи да појдам во 7 часот во Драмски театар и од 8 да се дигне завесата до 10:30 да си ја завршам и таа. Тоа задоволство, тогаш ќе биде задоволство. Да? Да. Нема да биде преголема обврска? Оддишка. Оддишка. Мислите граѓаните ќе го одобрат тоа?
Како ќе гледаат на тоа? За величествениот знам дека ќе го одобрат тоа, тука знам дека мора да ја довршите работа. Јанко, во генетика на кучињата јас направив еден многу добар лик. Сара. А на крајот на криштата нека бидам толкува себично. Јас не можам да се простам така туку со моите пријатели, моите креации. Тоа се луѓе кои можеби не живеат, не екзистираат сега и тука, но тие се некаде во етеров. Така да не можам да им ја спуштам завесата наеднаш и да речам не постоите за мене. Би сакала да имам енергија и сила и тоа барем еднаш месечно да се почастам. На крајот на криштата тоа сум јас, таа сум таа. И тоа се и тие мои мали дела. Ако веќе одиме нови дела, со нови идеи со нови дела, тоа се мои дела кои исто така се респектабилни и може да се најде време за нив. Не и недостасува можеби мала театарска сцена некоја во Кисела вода. Каде би можеле да го споите корисното со задоволството? Јас не, но во некое идно време, ако речеме кога ќе се изгради тој дом на култура, можеби ќе се најде некој театар кој ќе сака да оформи своја театарска дружина и да се изнайде начин како да се направи програма, како да се финансира, дали со само финансирање, но може да се направи еден редовен репертоар, мини. Што ќе биде вашата агенда сега до изборите? Што ви се планувате? Моите планови се тоа што и досега си го правев. Јас инсистирам на тоа да се состанувам и понатаму со граѓаните. Значи од сабеле до вечер сум на терен. Веќе по втор пат ги врвам и лични контакти од врата на врата одам, каде што и лично... Како ве примаат луѓето? Многу убаво. Има ли непријатни, има ли, например, политички противник кој не се сложува? Како се однесуваат тоа? Може ќе звучи нескромно, ама да кажам, јас досега не најдов на таква отворена врата. Затоа што, нека самите гледачи и вечерва може да си пресудат дека во случајов е се од граѓански агол гледано. Јас и со јазикот на народот во случајов говорев. Да, па мислам не зборевме за политика, не зборевме за опции, не зборевме за името, не зборевме за меѓунационални кризи, зборевме за конкретни проблеми кои граѓаните ги имаат на терен. Овдека не тераме никаква агенда, освен граѓанска. Имено. И тоа е, ако ме прашате која беше личната мотивација, сега ќе се вратам на почетокот на разговорот, токму тоа беше личната мотивација. Значи, својата креативна енергија, својата доследност, својата моќ на реално нагледање на нештата, иако сум се бавила со имагинарна професија. Тука е оној дел од креативноста, но за да се дојде до нешто имагинарно, за да стане стварно, треба пред се многу реално да се согледаат нештата. Така што мојата креативност ќе реализирам во реалниот живот. Господјо Берличенец, ја ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата и ми беше чест и задоволство на ваков исцрпен разговор и дадена можност. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.